Филм 1963 Добра ноќ Скопје на Илија Павлов, филм кој што прикажува досега необјавени материјали, истиот веќе може да се погледне на YouTube. За вас кои што го немате погледнат овој 26 минутен документарен филм со досега необјавени ексклузивни материјали од катастрофата која што тоа утро во 1963 година го снајде главниот град и жителите на Скопје, ќе имате можност да ги видите и сега во неколку минути, чисто колку да ја разбудиме, се разбира, вашата желба уште денеска да го погледнете целиот филм. Добро утро за Илија Павлов и добре ни дојде во Македонија наутро. Добро утро. Како што ќе оди разговорот, Илија, така ќе ги гледаме и делот материјалите од филмот, колку да бидат како иницијална каписла за нашите гледачи да го погледнат уште денеска целиот. Кажи ми како почна всушност прибирањето на материјалите за овој среднометражен филм, бидејќи кажав скоро сите 26 минути таму се ексклузивни, досега необјавени и непогледнати материјали. Колку време траеше целиот процес? Па траеше 4-5 месеци, но сега не се сите материјали ексклузивни. Добро. Што е ексклузивното и што е специфичното во самиот филм е распоредот и самата монтажа и флоуто на нештото и употребата на филмскиот јазик, што претходно во сите други материјали, ја што ги гледав и документарци правени за Скопје, тоа апсолутно не може да го видам, бидејќи беше само нафрлени чисти информации за тоа колку загинале, колку била штетата и така натаму. Што ми беше интересното е да почнам да правам филм на темава е таа, баќе се повторам, таа употреба на тој филмски јазик за кој многу малку се зборува, а е многу значаен кога станува збор за филм. Преку една странска компанија за која работев во Берлин, Германија, ми се даде можност да они земат и скенираат од филмски ленти материјали и бидејќи завршував многу повеќе работи од тоа колку што бев платен, ми беше дадена можност да избери некои материјали ако сакаш нешто да составиш, преку нив идеше тоа скенирање. Избрав некои материјали што мислев дека беа можат некако да се вклопат и мислам дека направив одличен филм со кој септен се гордеам. Обично кога ќе направам нешто поминуваат не знам 5-6 месеци дали воопшто да го извадам тој филм или не. Овој филм го извадив и сум среќен за тоа. Имаме ние дел од материјалите, доколку ни се подготвени ќе ги повикам колегите од режија да ги погледнеме. 26 минути предпоставувам како символика на 26 јули. Да, тоа беше специфично бидејќи имав повеќе материјали, 10 минути плюс, но ми беше важно да таа символика, иако доколку ние не ја кажеме, многу ретко кој ќе забележи. Беше важно да бидат 26 минути и самиот филм да ја има таа некоја символика. Така. Еве делот инсертите, еве делот материјалите, ова е авионска снимка. Да, ова е тука звук нема, има тој филмски јазик се користи, нема звук, една минута е на некој начин молк, една минута еве молк тука е молк, за... всушност ова е самото дел од филмот исто така, такви овие... Да, ова е Cut to Black така. И сега е Нина Спирова Зборуваме за Скопје песната, ова е крајот на филмот. Така, да, избравме и намерно ги ставивме ние во телевизискиот јазик тие црните моменти ги викаме бланк. Бланк, да. Да, некој ако тоа го види, например, сега ќе каже не се потрудиле за монтажа, затоа сакав да кажам, кога зборуваме за филмскиот јазик и тоа влегува во целата онаа целина како сакаш да го прикажеш филмот на јавност. Да, има некои моменти каде што е подобро да слушаш, а не да гледаш, а некои моменти каде што е поважна сликата од звукот и како тие нешта кореспондираат една со друга. Кој ти помогна за материјалите, по кои архиви копаше? Најмногу странската компанија Wild Bunch се вика од Германија, они тоа е една од најдобрите дистрибутерски компании во светот. За мене најдобра. Вардар филм, Јадран филм, значи дел од материјалите, ова што го гледаме тука конкретно, е искористени се делови од филмот Скопје 63. Така. Ама редоследот на тоа како се исечени и измонтирани е сосема различен во филмот и во сосема различен контекст, сосема друг звук иде во позадина.
Намерно ги изоставивме тие делови, нормално треба да се погледне цел. Затоа го пуштивме вака, само неколку исечоци од тие 26 минути, колку ете, нели кажав, да бидат инспирација за уживање на нашите гледачи уште денеска. Веќе поставен, кажав, овој филм на YouTube, Илија, ќе може да се погледне во секое време. Се навраќам на тоа што го подготвуваш како ново, втор долгометражен игран филм. Имам информација дека веќе во подготовка, така? Да, се пишува постпродукцијата, пробавме нешто да снимиме како чисто пробно тест, да видиме со кои објективи ќе се снима филмот и на кои локации во врска со глумата, бидејќи тоа беше многу специфично и важно за филмот да биде добар. Го спремам, интересно е, тешко е, не спијам, така, е као хаотично, а од друга страна е убаво. Се вика Емил врати се, углавном пред овој филм јас сега имам моментално долгометражен филм кој иде по киносали во државава. Се вика Гласот на тишината, Rebirth Voice of Silence е целиот наслов. Го изоставив делот каде што е Rebirth преродбата, бидејќи ми има нека политичка конотација. И така, не знам. И за крај само да кажам дека минатата 2022 година со Гласот на тишината имаше европска премиера на Cinedejs и светска премиера на Браќа Манаки, така? Да. Така. Благодарам за гостувањето, благодарам за тоа што ни откри дел од тоа што беше всушност и важна тема за денеска, за филмот 1963, Добранок Скопје. Верувам дека ќе се видиме наскоро за Емил врати се, кога ќе биде премиерата на ова дело и малку ќе помоветиме и за ова твое второ долгометражно филмско остварување. Благодарам уште еднаш. Те пуштаме сега да си работиш, бидејќи ми кажа дека овие неколку дена така и функционираш навечер, работиш до доцните часови, така да верувам дека сега ќе ти треба малку и одмор за да повторно се посветиш на работата и на креативноста. Ние